Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. В името на Отца, Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, Христос воскресе! Вистина воскресе! Христос воскресе! Вистина воскресе! Христос воскресе! Вистина воскресе! Радост и мир. У денешното свето Евангелие, напишано од раката на апостолот и евангелистот, чиј символ е орелот, заради височината на неговата богословска мисол. Можеме да откриеме фундаментални богословски вистини, претешки за откривање на обезблагодетениот и обезбожениот ум човечки. Но до тие височини и во исто толкова мера длабочини не може да се стигне, вижејќи се по два пата. Едниот од двата пата е патот на божествената исихија, на молчанието, на целосната тишина или тихование. А вториот пат е патот на радоста. Заправо онаа иста радост што денеска ја познавме во пеењето на нашите прекрасни, многу сакани во Христа, Бога, сестри наши, по потекло од Русија, но исто толку веќе и Македонија. Таа игра на гласовите, чисти како кристал, не подсетува на играта на ластовички. И тоа веселие на душата ја има истата сила како и тишина. За да стигне, рековме, до една мисла што светиот апостол и евангелист Јован ја напишал на самиот почеток од денешното свето Евангелие. На неа секогаш со радост се задржуваме и ја толкуваме. И не верувам дека некојаш ќе ни досади да ја анализираме и покрај тоа што сметаме дека веќе ни е доволно добро знаеме. Таа негова мисла, безобалниот океан на православното боговистие го собира во една точка. А токму да е претешко во теологијата и во философијата да се постигне таа простота, таа едноставност во која што се содржи. Јазикот на синтезата во овој случај треба да доминира, да претежне во теологијата наспроти јазикот на анализата, аналитичкиот јазик. Но да се вратиме на мислата што светиот апостол ја запиша, а е антиномична, бидејќи во првиот дел ја одзема секоја надеж дека Бога некогаш можеме да го видиме и да го познаеме. Евангелистот Јован токму тоа го кажува. Бога никој никогаш не го видел. И тоа е тоа што обесхрабрува, што обезнадежува. Зашто
веднаш потоа логично е да се прашате, а како можете да зборувате за некој кого што никогаш не сте го видели? Со него никогаш не сте се сретни. Не знаете како. Што ќе каже за него? Дури и ако го има. Што е случај во теологијата на исламот и јудаизмот. Го има, ама не знаеме кој е и како. И овде Свети Јован истото ни го кажа. И кога би застанал на тој дел од својата мисла, ние денеска не ќе требаше да се мачиме многу, да проповедаме и да говориме за нешто што би било сосема наше произволно мислење за Бога или не безопасност да зборувам за некој наш Бог. Во тој случај секој од нас ќе има право да зборува за некој свој Бог, да создава некаков свој Бог по своја мера. И во ликот на тој Бог себе самиот да се проекти. Зашто ако Бога не можеме да го познаеме, ниту да го сретнеме, ниту да го видиме, тогаш јасно е дека нас не има и нешто, ако не се за себе си, ама по нешто знаеме. И тие наши особености да ги облечеме по рубото на обоготворените содржини. И вистина е, браќи и сестри, дека Бог никој никогаш не го зарем Свети Јован би кажал лага. А и самото прашање за Бога е многу деликатно, многу сложено, многу услојно. Можете да го гледате од најразлични агли. Ако е точно, а точно е тоа што Свети Григорий Палама го кажува за Бога, дека во Бога разликуваме природа, односно суштина, личности и енергии, тогаш ние можеме Бога од најмалку 3 аспекти да го посматраме. Во зборовите на Свети Јован, евангелист, Бога никој никогаш не го видеа, го препознаваме онтолошкиот аспект на гледање на Бога. Вистина е дека Бога суштински никој не го видел, ниту може да го виде, и по прашањето на природата своја Бог е апсолутно трансцендентален, непостижен, недофатлив за човекот. Ниту за еден инструмент од гносеолошки карактер не е Бог добар. Тука не постои на вистина ниту простор за поимот духовна емпирија. Да внимаваме мир на сите. Но, слава му на Бога, апостолот не останува при првиот дел од својата мисла и продолжува. Секогаш го гледам Господа од Ионе од мојата десна. И сега веднаш се фаќа Да се поместам за Синот Божи, од првото послание на Свети Кој што? апостол Павле во Коринјаните кој се чита. седи Да внимаваме. во пазувите на Бога Отецот. Да зборувам на сите Тој ни човечки го открива па дури и на според она што вчера од Евангелието на истиот апостол го чувме, да имам зборувајќи за Словото да ги знам Господње, сите тајни, за втората ипостас Божја и за тоа дека Отецот е целосно содржан во Синот,
како што и Синот е целосно содржан во Отецот на онтолошки план. И токму затоа и Отецот и Синот има иста природа и се еден. Љубовта е долготрпелива. На планот на природата тие се Љубовта не се еден. видува. Љубовта не се превознесува. Че Синот Божи, Не прави ништо недолично. кој што ја прими природата на Не човекот, се срди. а преку човекот, односно телесната природа на човекот и телесната природа на космосот, Во се верува. зашто се што космосот содржи како субстрат, како субстанца, запишана во Што ни читаш? Менделеевиот периодичен систем, е содржано во телото на човекот, а тоа значи и во телото на космос. При тоа, свети апостол Јован го употребува поимот екзегисато. Од тука произлегува познатиот поим екзегеза, во превод на македонски толкување. Тоа што ние правиме со содржините на најсветата книга, читајќи ја и толкувајќи го прочитаното, тоа Синот Божи го прави со Отецот. Тој со себе самиот го ја толкува личноста на Отецот и ја открива онаква каква што е. Светото Евангелие. Нејзините личности, персонални карактеристики. Откривајќи ни ги персоналните карактеристики на Отецот, му дава на Отецот можност да ни ги открие личностните, односно персоналните карактеристики на Син. И ништо од сето тоа не ќе можевме да го знаеме без Духот Свет, третата ипостас Божја. Гледајте во ова една мисла, една реченица, што се е содржано. Целата вера, целата се она што еден православен христијанин треба да го знае како елементарно познавање на својата вера. Па Господ милостив и Христа Господа ни го даде, така што допушти да се понижи во однос на човекот, а се понижи тој како вистински Бог, примајќи ја нашата природа, подарена од нас нему преку Богородица Мајка, бидејќи во утробата на Богородица Мајка тој се воплоти и ја прими природата на човекот, стана човек. Се тоа тук, на едно место. И сето тоа Бог Троица го допушти за човекот дефинитивно да го осмисли своето историско постоење и да дознае, да се увери дека со смртта ништо не се завршува, туку со неа се почна. Тоа е нашата вера, нашата православна, нашата христијанска. И затоа, во раката на денешниот празник е да не се плашиме на смрт. Да не трепериме од страх, кога ја гледаме туѓата смрт, смртта на нашиот ближен, како конечна судбина и за нас, дека и ние ќе завршиме така во ковчег и фрлени во земја. Ако е така, навистина животот е безсмислен.
нема зашто да се живее понатаму. Најголемите мудреци во историјата на светот пред Христа, обезнадежени и целосно обесмислени, го завршувале својот живот. Оставале некакви записи кои што можат на човека да му помогнат на патот до градските гробишта. Благодарим Господи Боже на силите, А кој што дости сега потоа? да застанеме пред Твојот А што ако ништо потоа нема? кон Твоето милосрдие за нашите Христос гревови, дојде за заедното на народот. да ни ги отвори вечните перспективи на живот. Дарувај Боже преуспевање во Јас животот, не сум Бог на мртвци, во разумот. јас сум Бог на живите. Дај на оние што секогаш со страх и љубов ти служат. И нашата црква е единствената која што гради манастири со тоа име. Та да бидат достојни на Христос. Твоето царство. Премудрост, Хорон тон зоне. секогаш чување и Така беше Зора. Тебе слава да ти Во царите. Зоран е класичар. Тој ги знае одлично грчкиот и латинскиот јазик. Отидете во Цариград и ќе ја видите таа прекрасна градба, во која што целата теологија од денешното Евангелие на Свети Јован е запишана на фреските и во архитектурата на храм. Зошто Христос е земјата на живите? Па затоа што не е некој на кој што мртовци му треба. Тој нема работа со мртовци. Ниту го допушта тоа. Зашто животот што Бог еднаш ни е даден еднаш за секогаш. И тој живот од Бога примен на даре не уништив, браќи и сестри. Верувале вие или не верувале во вечноста, вечноста ќе не стигне. До како ќе ја поминете вечноста? Тоа е прашањето со кое што треба ние денеска да се бавиме. Додека сме живи сега и овде. Не за 10 години кога ќе станам нешто, па тогаш јас ќе ги решавам сите екзистенцијални прашања, и не само моите, туку и на другите. А за тие 10 години, а што ќе се случи денеска, а утре, да може се. Нашата црква не чува во трезвеност. Умот наш го чува во трезвеност. Во здравоумие и ни ја дава потребната храброст. Ништо што од овој свет ни доаѓа со намера да не преплаши, да не исплаши. Ништо. Тоа што треба да не плаши е опасноста со нашите недела да ја повредиме љубовта Божја. И тој страх наш се вика страх Божи. Единствен оправдан страх, со кој што човекот треба да живее, но тој страх не му доаѓа однадвор за да не преплаши, туку се раѓа однатре во срцата наши, за да не направи будни и трезвени. Почетокот на секоја мудрост, велат светите отци, е стравот Божи. Амин. Амин.